Добар ден и добре дојдовте во Алфа Ординација. Ми посакувам да имате убав и пријатен ден и на самиот почеток ќе ве поканам и денеска да бидете заедно со нас. Темата која што отвораме денеска и за која што ќе зборуваме со мојот гостин кој ви ќе го гледате на екраните, е токму хипертензијата, високиот крвен притисок, како и нискиот крвен притисок или хипотензијата. Превентивни мерки и третман на високиот и нискиот крвен притисок е денешната тема во Алфа Ординација. Нова тема зборуваме со доктор Димитар Душковски, кардиолог од Систина кардиологија. Добар ден, добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден, најдов. Ви благодарам што сте гостин денеска, што ќе позборуваме на една тема која што одамна не сме ја зборувале, а е навистина чиста. Да, актуелна тема во секој случај, во секој период од годината и добро е да се потсетат гледачите, иако е зборувана на многу пати. Така. Крвен притисок е притисок каде што крвта низ зидовите се движени или низ крвните садови, еден од основните оние витални знаци за човековото тело. Да објасниме всушност и убаво и детално што представува притисок во човечкиот организам. Како еден вовед. Притисок може да значи повеќе работи за крвен притисок. Разговараме крвниот притисок, односно артерискиот крвен притисок. Попрецизно разговараме за него, притисокот во системската циркулација, односно притисокот што го врши крвта врз крвните садови кои излегуваат од срцето, преку ортата во целата циркулација и снабдевањето на органите со крв. Значи, тоа е како резултат на пумпната снага на срцето и периферниот васкуларен отпор на артериите. Секако има и други видови на крвен притисок, како белодробен или пулмонален крвен притисок, но сепак денешна емисија ќе се задржиме за системскиот крвен притисок, односно артериски крвен притисок. Како се регулира притисокот? Има неколку механизми природни, физиолошки на регулација на артерискиот крвен притисок, односно брзи, средни и спори механизми. Брзите механизми се преку рецепторите кои се наоѓаат во крвните садови и во срцето, кои ја детектираат промената на положбата на телото, а со тоа и промената на притисоците на крвта. Сепак, ние сме еволуирале од 4 ножни животни, така Дарвин кажува, во суштества кои се движат на 2 нозе. А гравитацијата делува на све што е на земјината топка, така да при самото станување гравитација повлекува крвта надоле, и ако ги нема овие брзи механизми на регулација на крвниот притисок, односно забрзување на срцевата работа, вазоконстрикција или стегање на артериските крвни садови за да се смали волуменот на крвта која што е во периферијата, а со тоа да се овозможи и навремено снабдување и суфициентно, односно доволно на мозокот со глукоза, односно хранливи материи и кислород, за да не би се онесвестиле. Така. И јас би ги споминала телефонските броеви кои ги гледате на екраните, па доколку сакате се вклучите во разговорот или доколку сакате поставите некој прашање доктор Душковски, секако сте добре дојдени во денешната емисија на Алфа Ординација. Следното прашање е токму во начинот на мерењето на крвниот притисок, како се мери, и би сакала да знаеме и кои се оние нормални вредности кои што треба да ги има човечкиот организам кога станува збор за крвниот притисок. Само да се дополнам за претходното, тоа е брзиот механизам, има и други спори механизми што работат преку бубрезите, балансот на течност и внес-изнес кои го регулираат долгорочно крвниот притисок. За околу мерењето на крвниот притисок... Ајде пред да одговорите на прашањето, да стапиме простор на гледачот кој веќе го имаме на линија, за да не чека така. Ќе го поздравиме во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Така и на вас исто, поздрав до убавата водителка, до прекрасниот доктор. И вака прашање, доктор, јас една година дена веќе имам проблеми со крвниот притисок. Деска мојот матичен интернист ми даде 20 милиграми лизинофрил на табале. Лорам го земам како антидепресив. Добро. И некојаш кога ќе имам биење на срце, земам четвртинка пропранолол по потреба. Сега, за вчерашниот ден ќе зборам, беше многу тешко. Се осеќаше и во воздухот и се. И биев терапија нормално сабалев, ама некако притисокот не ми се нормализира. Некаде околу 15 часот измери 150-60 со 100, па паѓа 140 со 90, значи тука оди. Земав
половинка по негова препорака во тие моменти фуросимид. Од 40 јас пола го земав 20. Колку години имате, господине? Ја имам 45 години, ја имам 105 килограми. Добро. И после тој фуросимид пак не попушти. Мокрев, фуросимидот е за измокрување, познато ви е на вас. Да, секако. И некаде околу 7 сат земам уште 10 половинка од лизиноприло. Добро. Сега, само ова ќе ве прашам, дали би сгрешили да сум го земал целиот фуросимидот 40 и дали фуросимидот може да се пие, да барам кај мојот матичен интерниста да ми го даде да го пијам како секојдневна терапија? Да, но препораките се да се може да се отпочне со диуретска терапија, меѓутоа вие сте млад човек и секој доктор има свој стил на лекување, односно на размислување која антихипертензивна терапија би ја препишал и оправдани се неколку групи на лекови. Вие сте млад човек и вашата, предпоставувам, значи треба да се направи иследување на пумпната снага на срцето, ако е тоа срце добро, логика не гледам да се додава диуретска терапија, зашто она ве цеди, го намалува волуменот на крвта во која циркулира, поготово тоа е опасно во летни денови кога е зголемена температурата и кога и како се потиме. Ако пумпната снага на срцето, односно вие немате срцева слабост, предпоставувам, треба да се направи ехо на срце да се види. Направено, се е супер. Се е супер. Тогаш не е мој стил на лекување, сепак ќе речам, колегите си имаат со нивни видувања е да не додавам диуретска терапија на здраво срце. Освен некои благи диуретици кои што се може да бидат и во склоп на други лекови. Друга работа која што ја слушнав од вашиот разговор е лизиноприл дека пиете. Лизиноприлот е околу 16 часа действото, така да би ви препорачал да го земате барем 2 пати на ден, за да биде покриено 24 часа, за да нема такви шубови или пикови на крвен притисок. Сепак метеоропати ги нарекуваат, односно луѓе кои се осетливи на временски разлики, може и тоа да делува, меѓутоа не би било добро ако е заситеноста на крвта со одветен лек 24 часа. Односно лек кој делува 24 часа или дупла доза, не дупла доза, туку утринска и вечерна доза на лекот и уште нешто, тоа прескокнувањата со пропранололот и тоа треба да се доиследи до крај. Докторе, само уште едно кратко прашање. Повелете. 20 лизиноприл сум го пиел во 8 часот, притисокот не се намалува. После колку временски интервал може да се додаде уште 20? Колку часа? 4, значи, 2, 6? Не е поентата, значи, за да се додава лек. Треба да се стави лек кој ќе го земате као редовна терапија и кој ќе го држи вашиот притисок регулиран цело време. Под контрола цело време. Односно да се достигнат целните бројки, ќе зборуваме понатаму во емисијата. Различни се целните бројки за различна возраст и различни ризик фактори и коморбидитети. Сепак поново не се лекува само притисокот, туку има една добра табела што ќе ја прикажеме во некоја наредна емисија, каде што покрај крвниот притисок и другите ризик фактори се пресметуваат као комплетен, односно тотален кардиоваскуларен ризик. Треба тоа да се земе као целина, не да се лекува само крвниот притисок поединечно. И затоа секојаш се одредува терапијата лично за пациентот, значи не може нешто да ставиме за група на луѓе. Едноставно, индивидуален пристап кон секој, така и терапија посебна. Ви благодарам многу што се вклучевте денеска и се надевам дека добивте една добра препорака во поглед на тоа да направите дополнителна консултација со вашиот кардиолог. Пред малку ви го поставив прашањето во поглед на тоа што представува нормален притисок, нели која е на граница кога станува збор за нормалниот притисок и како тече самото мирење. Да, значи како се мири всушност, да. И некои од претходни емисии сме разговарале, има различни препораки, има европски, канадски, амерички, ние ги следиме. Ние европските. Сите, не, и америчките ги следиме. Некои кажуваат дека ако во домашни услови се мери притисокот и 2 пати е покачен над 140 со 90, дека тоа може да се смета као диагноза за хипертензија. Еден веродостоен доказ?
пациентот кога доаѓа во нашата ординација, ние сме во одредена смисла и психолози, односно проценуваме кој седи на столчето спроти нас. Зошто алудирате на стравот од белиот мантил, дека може да придонесе за покачување на притисокот дополнително. Не можете веднаш да измерите притисок на пациент што влегол во ординација. Сепак ќе седнете, малку ќе разговарате, како што реков, ќе обезбедите доволно суфициентни податоци околу неговата возраст, начин на живот, стил на живот, како реагира емотивно, и после еден одреден број на минути и релаксиран муабет може да измерите крвен притисок, кој што треба најчесто да се мери во седечка положба, на висина на срце, да биде раката под одреден агол, свитка на сега да не ги змараме гледачите и со тоа. Генерално препораките, односно, чинам дека не постои човек кој што не знае како треба да измери притисок или никој кој што не измерил досега притисок. Да, меѓутоа во домашни услови имаме на различни апарати за мерење на крвниот притисок од различни марки кои не секогаш го покажуваат реалната не секогаш ја покажуваат реалната состојба со крвниот притисок. Мој совет секогаш е за моите пациенти да го однесат тој нивни електронски апарат за мерење притисок и да го споредат на неколку пати со живин манометар во кај нивните матични лекари. Така, да. Чисто се направи проверка, да се види дали навистина покажува нека правилни вистински параметри. Психолошки, ако покажува малку поголем крвен притисок, може да делува да се вознемират и да оди уште нагоре. Така. Ќе го вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија во продолжение, ќе го поздравиме и тој. Добар ден, повелата. Добар ден. Во програма сте, вас слушнавме. Повелата. Добар ден, поздрав до вас. Да прашам нешто кома. Секако, повелата. Го спомнавте преска пропранолол, индерал, како. Јас пијам табајле од 10 милиграми, што ми се кажа, ова е енап, од 10, а навечер пијам од 5. Сега, тој индерал не го пијам редовно, зашто мислам дека рекоа така, ама чим ми злупа срце, ќе испијам така една четвртинка. Зашто ви е препишан индерал од госпоѓа? Молам? Поради која причина ви е препишан лекот индерал, односно пропранолол? Не ми е препишан, ама ми рече одамна еднаш докторка, штом ти злупа срце, да испиеш малку. Добро, сепак пропранололот е неселективен бета-блокатор, доколку има проблеми со народски кажано лупање на срце, односно неправилна или забрзана работа на срце, сепак ви советувам да посетите кардиолог за он да одлучи да даде некој поселективен бета-блокатор во зависно од состојбата. Индералот е сепак лек кој што делува на повеќе места. Ама не е штетен повремено ако ми помогне за да го регулира? Не е штетен, меѓутоа секој лек на англиски drugs ги викаат, баш се дроги, доколку се во рацете на лица кои не се бават стручно со тоа. Секогаш сум против земање на своја рака лекови. Значи, се уште пробаме во нашата Македонија да воведиме некоја контрола на издавање на лекарства. Успеано е до негде и тоа е добар позитивен знак и треба да одиме до тој правец каде што нема може да се издаде ниту еден лек без лекарска прескрипција, односно рецепт. Ако може само што извинете. Повелете. Они рекоа ЕНАП-Х дека содржи во него индерал. Не. Не. Во ЕНАП-Х има еналаприл и хидрохлоротиазид, односно АЦ инхибитор, лек против зголемен крвен притисок и благ диуретик. Така да. За измокрување. Многу фала, пријатно. Нема проблем. Ви благодарам многу што се вклучевте во Алфа ординација. Секако ќе продолжиме понатаму со тоа. Сакам во овој дел да позборуваме за нискиот крвен притисок, секако потоа ќе го коментираме и високиот крвен притисок, но се помалку се зборува за нискиот крвен притисок. Да, кога разговаравме за емисијата, сепак беше као идеја да спомниме и за високиот, меѓутоа да спомниме и за нискиот крвен притисок, сепак е една тема која што не толку често се разговара. Низок крвен притисок. А не е ни малку наивна затоа што за жал може да направи многу големи последици понатаму, така.
Исто и за нискиот крвен притисок има различни школи, различни препораки и протоколи. За низок крвен притисок се смета секој оној крвен притисок кој што е под 90 мм живин столб за систола, односно горниот крвен притисок, и 60 мм живин столб, односно диастола за ниски или нискиот крвен притисок. Но сепак ќе додадам, значи, кај некои луѓе, претежно од женски пол, знае притисокот да биде и 80 со 50 као редовен крвен притисок. Американците викаат дека ако не предизвикува никакви симптоми, односно предизвикува благи симптоми кои се лесно коригираат со пиење на чаша Кока-кола, да речеме, или никој газиран биолог, или така препораката која што притежна темата. Или некои електролити, сол, предпоставувам дека многу да, земаат на своја рака. Не го рачунаат као болест. Го рачунаат само као состојба која што ја имаат одредените индивидуи. Сепак за некои луѓе 120 со 80 кога би имале они крвен притисок би се рачунало као висок крвен притисок, доколку се знае дека хронолошки претходно имале низок крвен притисок или се во некоја друга состојба. Така. Ќе вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете, вас слушаме. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Во програма? Да, во програма сте, вас слушаме, повелете. Ево, молам. Јас долго време пијам лекарства за висок крвен притисок. Така. Пијам, значи, Коприл 20 милиграма, потоа пијам бета-блокатор 2,5 милиграма бипресо, Тамлус на ручек и уклучувам диуретик Равел од 1,5 милиграм и навече амлодипин. Се знае некојаш 5 милиграма, а некојаш големувам на 10, бидејќи ми е висок притисок. И тоа ми се случува скокови, што кажете вие пред малку пикови тие. Да, ете типично вчера беше 160, 100 кај беше. Во таква ситуација употреби фурасамид за да го симна нормално притисокот. Сега при такви моменти доаѓа до како да ви остам. Немам кислород, немам воздух едноставно. И ми спрат грчеви на рацете, кочење на рацете. Дали тоа од притисокот или на нервна база, што доаѓа, тоа ме интересира. Така, ви благодарам. Можно е овие симптоми и слично е како кај претходната гледачка и стилот или трендот може би е тој што не викам дека е грешка апсолутна да се додаде диуретска терапија, меѓутоа фуросемидот, односно диуретикот не е лек за крвен притисок пред се. Прва индикација не му е као лек за крвен притисок. Току е диуретик. Има цела палета, барем во денешно време имаме цела палета на лекови кои што делуваат на други различни нива, на ниво на срце, на периферни крвни садови кои што добро би го регулирале крвниот притисок. Може би е ова некој тренд кој што е од времето кога не имавме толку расположливи лекови против висок крвен притисок. Кажува дека има као грчеви. Можно е со фуросемидот се губи калиум од телото, од крвната струја и може тоа нискиот калиум да предизвика грчеви. Исто така може да предизвика и некои тахикардии кои што не се добри, затоа не го препорачувам као додаток на терапијата. Сепак треба да се востанови една редовна терапија која што би го држела крвниот притисок под контрола со што помалку тие пикови на скок на крвниот притисок. Тоа секако не е исклучено, пошто се менува и време, и стрес, и начин на живот, и моментална ситуација на луѓето. Меѓутоа да се што помалку, да е дозата на лекот во крвната струја толку доволна за да може да го држи под контрола. Така. Ќе го поздравиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и до вашиот гостин. Ви благодариме. Јас имам 62 години и една од 15 години пијам сабајле има по 10 и навечер од 10.
и така некако прилика као да ми се нормализира притисокот, значи добро ми е кога ми е 120, 130, најмногу 180. И сега, прошлата година и оваа година нешто се случи со времето, нешто се случува надвор, значи. И мене многу ми е лошо, кога си излезам надвор лето, значи еве сега, баш сега ви се јави специјално, мене ми е лошо и вие сте во емисија, викам каква коинциденција, значи мене ми падна притисокот 90 со 60. И, докторе, мене така ми беше лошо и јас више му рекам на мазниот тестамент ке пишувам, значи толку ми беше страшно лошо, како некој напад, тешко, мора и кока-кола, и вода, и не се повраќаше од водата нормално, и толку како некој напад беше, страшно, неубаво чувство, не можам да дишам, а па пулсот ми беше покачен, за разлика што ми е 50-60, сега ми беше 85. Нормално, да. А притисокот многу ми е низок и тогаш кога ми сакам да ве прашам, уствари, многу долго ве раскажав. Сакам да ве прашам, зошто мене ми се случува вака кога излегувам надвор? Дали јас цело лето треба да го преседам дома? Лани го преседав и годинава пак. Ако аз сум дома, немам такви нагли падови. Како јас да си помогнам на себе? Има ли некој начин, докторе? Многу ви благодарам. Да, нема Така, ви благодарам многу што се вклучевте. Значи, разговаравме за тоа хипотензија. Ова е типичен пример на хипотензија со симптоматологија. Ова веќе треба да се третира. Тоа што кажа гледачката дека дома не и се случува, надвори се случува, малку ми е неверојатно. Верувам дека е така, меѓутоа атмосферскиот притисок исто влијае на нашето тело. Ако се менува атмосферскиот притисок, тоа е притисокот што го чувствуваме од надвор и делува на крвните садови да се постегнати или поопуштени. Можно е и дневно-ноќниот ритам да е пореметен кај госпојата, можно е кај хипотензијата, има неколку видови на хипотензија. Не ги кажавме претходно, значи е ортостатска или постурална хипотензија при станување, на почеток на емисијата ја спомнавме, може да е постпрандијална, односно после прејадување крвта се собира во желудникот, односно оде да се свари храната, и има уште два типови као недобра комуникација меѓу мозокот и срцето, не испраќа погрешни сигнали, дали ги добива као погрешни сигнали од рецепторите што ни се као не сигнали, као детектори поставени низ целото тело, или погрешни сигнали враќа мозокот и кај некои мозочни заболувања може да доведе до низок крвен притисок. Кај госпоѓата, значи не е решение да остане да живее дома. За жал во Македонија нема регистрирано некои лекови за покачување на крвниот притисок, односно за хипотензија. Во светот се регистрирани неколку. Останува да се бориме со субституција на течности. Би ви препорачал, значи, да пијате доволно количина на вода, поготово во летниот период, и да видите како ќе се чувствувате понатаму. Значи минимум 2 до 2,5 литри, од кои во утринскиот период кога станувате, кога веќе телото ја потрошило таа вода во текот на ноќта, да ја субституирате со 2 до 3 чаши на вода. Така, како што е генерално, или препораката веднаш после будење треба или првата течност која што ќе спиеме да биде отприлика 200 до 300 милилитри вода течност. Добар ден, за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Ало. Повелете? Повелете во програма сте. Добар ден. Дали Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Еве замо, јас сум со крвен притисок. Така. Тоа веќе пред 10 години како ми престана месецот и тоа сега си варира некако. Бев имам и снимано на ехо и ова, и сега од сабајле пијам кордипин 40 и навечер блоксан и сабајле бипресо двојка си пијам. 2,5 си пијам тоа, ама некако не можам да го... И бипресо пијате? На месот, мислам така да се талинира, дали тоа гено дека ми е мајка, татко, браќа, сестри, сите се со крвен притисок. И проблемот како да го регулирам се? Господја, дали пијате и блоксан и бипресо во исти? Дали сте биле на лекари кој што ви ја препишал таа терапија така да ја пиете? Ова ми го препиша. Молам? Од кардиологија ми го препиша. Малку е неверојатно дека кардиолог ви препишал
дупла бета-блокаторска терапија, пошто бипресото или бисопрололот делува 24 часа, блоксанот, метопролол делува за пола ден, меѓутоа два типа на бета-блокатори не се препишуваат кај еден пациент, односно треба да се одлучи вашиот кардиолог или за еден или за друг бета-блокатор, пошто дејствува на исто место и всушност двата лекарства се борат за истите рецептори на организамот за местото каде што делуваат. Малку според моје мислење дека терапијата не е средена, наместена како што треба, сепак би ви препорачал нова консултација со вашиот кардиолог или повелете, ќе видиме, ќе ве прегледаме, ќе одредиме некоја терапија која што би го држала вашиот крвен притисок во нормала. Така. Ќе вклучиме следниот гледач, навистина одамна не сме имали оваа тема, затоа има секако голем интерес и покрај временските прилики, промени кои што се случуваат, ваквото промени во време или влијае и на притисокот, како што гледам и од телефонските јавувања од гледачите. Да го поздравиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и докторот. Поздрав и до вас, повелата со прашање. Замолила докторот ако може нешто да ми објасни околу притисокот кога се приближува еден до друг. Ми се случува неколку пати веќе да падне, да се спојат многу близко, помалку од 10, и во моментот да ми е темно пред очи, да паѓам, што би се рекло како покосена, и да при тоа да се случат и тешки повреди. Меѓутоа, што сум прашала и што сум ова, вика, никој не може да го предвиди тој момент. Дали може докторот нешто да ми објасни околу оваа ситуација? Би била многу благодарна. Да. Ви благодарам многу што се вклучевте. Да, ова е една ситуација која што често се жалат пациентите, често, не толку често, меѓутоа знаат да ја кажат дека е присутна, дека е присутна, дека се спојуваат притисоците. Ние функционираме како организми со притисок кој е пулсен, односно срцето на секој негов циклус на испумпување фрла одредена количина крв во ортата, која го одредува горниот притисок и долниот. И таа разлика е кај нормален крвен притисок е 40. Која е причината зошто се спојуваат притисоците? Може да е периферниот васкуларен отпор да се смали толку за да се створи ситуација као да полните буре кое што е без дно. Не во буквална смисла на зборот, меѓутоа не може доволно да го наполни васкуларното корито срцето и тогаш се случува горниот притисок да дојде до нискиот, односно долниот крвен притисок. Дали се испитува и како се испитува? Се испитува со методи, прво се започнува со обичен преглед, слушалка, електрокардиограм, ехо на срце, може би сепак причината за ова спојување на притисоците може да е некоја структурна мана на срцето, на вентилите, на валвулите на срцето, кои што на ехокардиографија би се виделе. Исто така се прави кај хипотензија често така наречен тилт тест, односно пациентот лежи на еден кревет кој што се подига со мотор и се гледа дали паѓа притисокот, дали се спојуваат притисоците, може да се направи диагностика на оваа состојба. Третманот пак ќе речеме, значи, зависи од диагностиката. Од диагностиката понатаму. Така, дефинитивно резултатите кои што ќе покажат понатаму зависи од самото третирање. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Одлично. Добар ден, го слушаме. Повелата. Гледачка од Скопје. Ве молам вака сега. Пациент сум на 75 години и сум пациент на нефрологија горе. Така. И ве молам, сакам, не би сакала сега кои лекови ги примам, меѓутоа конкретно сакам да се задржам на калиумот во крвта. Тој е секогаш над нормалата. Некаде 5,7, 8, дури и 6,2. Па би сакала докторот да ми објасни која е причината за присуството на калиумот во крвта и како може тоа да се елиминира. Да нагласам дека го пијам флуорсемидот и конкретно да ми каже
колку пати во текот на неделата да го пијам, дали по цела таблетка или половинка? Ве молам за одговор. Добро. Така, ви благодарам многу. Вака се, значи фуросемидот во овај случај е индициран. Сепак гледачката кажа дека е пациентка на нефрологија. Фуросемидот го исфрла калиумот и колкава доза треба да прима сепак ќе одреди лекарот кој што ја води. Зошто е покачен, ме праша калиумот? Ако е пациентка на нефрологија, не ја знам незината дијагноза, предпоставувам дека се работи за некоја бубрежна инсуфициенција хронична, а сепак калиумот се исфрла од организмот претежно преку бубрезите. Може и преку потење, преку цревата, меѓутоа најчесто и во најголема количина преку бубрезите. Доколку пациентите развијат бубрежна инсуфициенција од различен степен, значи има 5 степени на класификација на бубрежна инсуфициенција и зависно во кој стадиум е и колку се одредува гломеруларна филтрациона рата и клиренс на креатинин, што ја одредува функцијата на бубрезите и екстракцијата, односно исфрлањето на калиум. Сепак, кај ова гледачка, нивото на калиум е предефинирано од состојбата со бубрезите и најдобро ќе ви каже вашиот нефролог како да го лекувате тоа. Фуросемидот помага. Колку често фуросемидот има високи прагови на земање, може и до 2 грама во исклучителни случаи да се зема, а една таблетка на фуросемид е 40 милиграма. Тоа се многу таблетки фуросемид, меѓутоа не би требало да се инсистира на фуросемидот, сепак тоа треба да се зема во консултација со вашиот лекар, односно нефрологот. И во секој случај да се направи еден кардиолошки преглед, да се види состојбата и на срцето, затоа што рековме дека високиот калиум и нискиот калиум знаат да делуваат на пореметување на ритамот на срцето, на работата, дури до настанок односно престанок на работата на срцето, доколку тој калиум нивото на калиум во крвта се подигне многу високо. Така. Да го вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија, сака да ви постави прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелата. Пред се поздрав до докторот и до вас. Поздрав и до вас. Сега јас сум со висок крвен притисок 100 години. Така. Меѓутоа, последниве месец и пол дена, крвниот притисок и покрај сите лекарства што ги пијам, не се намалува. Бев примена подхитно на кардиологија во 8 септември. Режев недела дена, меѓутоа притисокот варираше многу и високи вредности. Носев и холтер на ова, покажува високи вредности. Кои лекарства ги пијате, господја? Лекарствата Лориста од 100, 2 пати. Забајли на вечер. Потоа овај Лерканидипин. Да. И Випресо од 5. Добро, сепак има... Випресото еднаш, Лористата 2 пати и Лерканинот еднаш. Добро, сепак не се исцрпени можностите за додавање на лекарства на овие лекови што ми ги кажавте. Колегите кои што ве водат сигурно ја следат вашата состојба. Крвниот притисок се лекува доколку не е итна состојбата и не е над 180, каде што се рачунаат за и хитни кардиолошки состојби, да се третира веднаш. Сепак треба полека да се спушта надоле и има место, сепак 7-8 групи на лекови има кои што можат да се додадат на вашата комбинација и колегите мислам дека ќе го средат. Сепак не ретки, да не речам не постои крвен притисок што не се лекува. Постојат многу можности. Дефиницијата е доколку се исцрпат фармаколошките начини на лекување, односно со лекови, има и интервентни процедури кои што се прават на организмот и имплантација на некои девајси, меѓутоа тоа се, пак ќе кажам, значи во исклучително ретки случаеви. Кога е навистина неопходно тогаш да се примени некоја друга метода сепак, покрај? Се уште има место за да се додаде уште некој лек за да се види да се изрегулира вашиот крвен притисок. Да биде онака во целост. Да. Изрегулиран така. Да го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате?
Добар ден. Повелете во програма сте. Стефановски Стефан од Битово, инвалидно лице. Сакам да го прашам докторот. Многу едноставно прашање, дали прави само разлика кога ќе лечи еден пациент помеѓу човек и граѓанинот или граѓанинот со М539 шифра. Оти ние во заедница живееме моментално со цивилизации. Дали прави разлика од има диагнозите на еден пациент човек, пациент граѓанинот и пациент граѓанинот со цифра 539. Ем. Оти здравството е во согласност на Уставот на Република Македонија. А Уставот на Република Македонија од темените вредности на уставниот поредок се наведени само две цивилизации. Човекот и граѓанинот. Добро. Не знам дали ме разбра доктор што сега, но треба да го уставот да разбрав, да. Јас уставот нема да го коментирам, пошто не се разбирам и мој став во животот е треба сите да бидеме професионалци, односно да си се бавиме со проблематиката која што сме ја учеле, тогаш во тој случај ќе бидеме најуспешни и како држава и како народ и си се држам до својата професија. Не коментирам политички теми. За мене сите пациенти се пред се личности. Шифрата која што се става на документот е како потреба за статистиката на една држава од која што можат да се излечат понатамошни студии, како се движеле бројките на пациентот и можеме да излечиме голема корист спознавајќи како делувале одредени лекови или како се лекувала една болест, дали нешто треба да промениме во таа болест, во начинот на лекување, да станеме во секој случај попаметни. Доколку правилно се користи статистиката е многу јака алатка во секоја професија, поготово во медицината. Сепак ќе ви кажам дека за мене кога ќе влезе низ врата влегува личност, а не пациент со одредена шифра. Така. Ви благодарам што му одговоривте на гледачот, иако навистина можевте да го скукнете. Одговор. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум на 64 години возраст. Така. Имам подолго време висок крвен притисок, пием Амлеса од 4 мг, 5 мг таблета, Сабајле, потоа Сабајле исто Блоксан половина навечер и индопамин, тоа е за мокрење едно на ден. Ме интересира индопаминот кога треба да се пие, дали од Сабајле. И исто така проблем кај мене се и триглицеридите. Дадени ми се и триглит од 145. Да, од 145 и едноставно од евентуално јетра или така, она што се како нус појави, малку би сакала да ми кажете, бидејќи нема, веројатно нема друг начин, триглицеридите се повеќе работи сум пробала. Колку ви се триглицеридите, господја? Триглицеридите со триглитот се си минјаат и до 2, а инаку и сум имала и 8 триглицериди. А липидите не ми се покачени, пијам и Росфера. Од 20. И уште една работа ве молам, во врска со надморска висина, дали, например, Маврово, е проблем кога првите денови на кој ќе појдеме да би се качува притисокот. Инаку на 140 со 80 го одржувам со оваа терапија. Тоа околу превентивата, кога се на повисока надморска висина или евентуално море, кога е топло. На повисока надморска висина воздушниот притисок е понизок, така да логично е малку да варира притисок, односно да ви се покачува, меѓутоа сепак да се стабилизира организамот, да има механизми кои што го регулира тоа. Тоа е околу тоа прашање, сепак Маврово и планина се препорачува за луѓе со покачен крвен притисок. Околу триглицеридите, ми кажавте дека земате триглид, меѓутоа на крајот спомнавте дека земате и росувастатин лек. Препораките да се третираат липидите во крвта со двојна терапија, односно статинска, росувастатин или некој друг било кој статин, или и плюс фибрат,
од типот на триглит. Меѓутоа, таа комбинација секогаш изискува, односно има потреба за контрола на ензимите на црниот дроб. Односно, дали се покачени и ензими се земаат и од мускулите, знае таа комбинација, дури и самите статини можат да направат оштетување на напречно-пругастата мускулатура и на ензимите кои се во црниот дроб. И секако треба да се контролира доколку се јави покачување на пробите во крвта од црниот дроб или доколку почувствувате слабост на мускулатура, малаксаост, ви советувам да се јавите кај вашиот лекар за да се направи хитна лабораториска анализа на крвта. Така. Има уште многу прашања кои што јас ги имам подготвено, иако имам многу малку простор за да ви поставам прашања, сигурно сум дека од другата страна, секако има и од страната на гледачите, има уште многу прашања кои што ќе ги вклучиме секако во текот на емисијата. Ќе направиме тука една куса пауза, бидејќи време е за да што се вели да наполниме по една нова чаша вода, така во меѓувреме додека траат рекламите. Ќе направиме кус блок со реклами, а потоа продолжуваме со Алфа Ординација, останете со нас. Се враќаме повторно во студиото на Алфа Ординација. Денеска зборуваме на тема висок и нисок крвен притисок или хипо и хипертензија. Но оваа тема како едно потсетување за оние кои што можеби подоцна се вклучија во емисијата, зборуваме со доктор Димитар Душковски, кардиолог од Систина кардиологија. Имаме двајца гледачи кои ги имаме на линија, ќе ги поздравиме и ќе ги вклучиме ни во продолжение, а потоа секако и ќе докомплетираме од она прашање кој што ви го подмас. Така, кој ви го постави пред малку се однесуваше на нискиот крвен притисок, така. Да го поздравиме гледачот кој веќе го имаме на линија. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелата. Ве поздравувам од срце, докторе и водителката. Јас се јавувам од Ресен. Поздрав и до вас, повелата. И имам крвен притисок. Оперисана сум 2007 година од срцето. 3 байпаси имав. А и пред тоа имав притисок висок. Али малиот притисок секогаш ми беше 70. И до 200 сум идела и 20, и 30, и по доктори, и со инфузии со се расправа, по сите болници. Арнама сега од 7 јануар малиот притисок мене ми се намалува. Од 60 до 50 и до 40 ми иди. И осеќам големо вртоглавица, како да падвам, не знам како да објасна. А високиот ми е 180 до 200. Сега што да пијам јас? Да пијам за високиот? Малиот отма сместop ми паѓат. И не знам како да направам. Мојата препорака ќе биде да се направи, сепак вие сте пациент кој што е со верифицирана кардиоваскуларна болест, односно сте оперирани 3 байпаса и то во период кој веќе е подолг, 10 години веќе поминале. Мојот совет ќе биде да се направи една контролна ехокардиографија, да се види функционалноста на аортната валула, може и тоа да е чисто као размислување причина ако се појави аортна инсуфициенција од повисок степен, може да се намалува нискиот крвен притисок и покрај тоа што е горниот крвен притисок, односно високиот 180. Тоа е начинот на кој што срцето компензира, проба да исфрли течноста во аортата и потоа низ целиот организам, меѓутоа дел од таа крв се враќа назад во левата комора и цело време се вложува дупли напори срцето за да испумпа. Тоа би било една од причините која што во моментот би ви препорачал да направите и да диагностика, односно се направи едно ехо на срце. Не може само да се препорача терапија преку медиумите, телевизија и радио или што и да е, без да се направи таков преглед. Така. Ќе вклучиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелата. Да поздравувам вас и вашата екипа и докторот највише. Сакам да прашам, имам висок крвен притисок. Така. Взимам таблети Пренеса од Сабајле од 8 мг и взимам
навечер Тенокс од 10 милиграма, а го пијам и бипресото. А притисокот ми е многу висок, ја синоќа бев на дежурен лекар, мереа негде околу 190, а чудна работа, исто ми е чудно, пулсот ми е многу низок. Колку ви е низок пулсот? Пулсот доаѓа 55, 50. Дали чувствувате некакви симптоми со тој пулс? Со пулсот? Да. Симптоми, што знам, чувствувам од притисокот кога ми е висок. Кога ви е пулсот 50-55? На сабајле, навечер? Јас мислам, скоро нема одредено. Добро, пијате терапија која што делува на пулсот, односно на срцевата фреквенција и на притисокот, тоа е бипресото што го пијате. Треба да има да направите консултација околу евентуално намалување на тој бета блокатор доколку континуирано е пулсот низок. Уште да ви кажам, исто пијам и фуросамид пола. Добро. Пијам синетра, пошто пред 20 на дена стент става. Добро. Секако и аспирин пијате. Аспирин не пијам затоа што пијам синдром 4, има пулмонална емболија пред 6-7 месеци. Добро. И тоа треба да се консултирате со лекарот, да се направи контролна ехокардиографија, оптеретување евентуално контролен компјутер, дали има резидуи од тромбите кои што биле во плучните артерии и да се намести терапијата соодветно со вашите две дијагнози кои што ми ги кажавте. Значи, белодробната емболија и ангина пекторис, односно поставување на стент. Сепак се две дијагнози кои што бараат слични лекови кои што се надополнуваат, меѓутоа ве доведуваат до малку повисок ризик од крварење. Синетрата е, односно клопидогрелот и синтромот се лекарства кои што народски кажано разредуваат крвта, односно го продолжуваат времето на крварење и треба да сте предпазливи околу тоа. Ме слушате? Дали сте на линија? А теноксот и пренесата тие идат заедно? Може да се прават различни комбинации, сепак разговаравме на почетокот, зависно од стилот на лекарот. Тоа е најмалиот проблем во моментов од сите овие дијагнози што ми ги кажавте. Дали може навечер и крватрендо да го земам? 6.25. Не може, затоа што ви кажавте дека бипресо земате. Не може да ги комбинирате бета блокаторите. Не треба да се мешаат, сепак треба да се одредите за еден кардиолог или за една институција и таму да ја водите целата ваша болест, за да не се доведете до ситуација да тројца лекари или тројца различни професии на лекари да препишат сличен лек кој што делува на исто место. И се има компетиција меѓу тие лекови. Така, ви благодарам многу што се вклучевте во Алфа ординација. Би сакала во продолжение да го докомплетираме она прашање кое станува збор за нискиот крвен притисок. Во кои ситуации можеме да сметаме дека се работи за сериозно заболување, кога станува збор за нискиот крвен притисок, иако рековме дека многумина веќе живеат со тоа? Кажавте дека нека унифицирана терапија не би постоело, освен оние ликови кои што сами си ги применуваме во ситуација кога ќе дојде има во светот терапија, меѓутоа кај нас не се регистрирани, меѓутоа да сепак да испоменеме и состојбите каде што е сериозна со ситуацијата на состојбата на низок крвен притисок. Тоа се секако срцевата слабост, инфарктот на срцето може да доведе до низок крвен притисок, септични состојби, инфекции кои што го држат крвниот притисок на многу ниско ниво и перфузијата, односно снабдевањето со органите е недоволно со кислород. Тоа бара итен третман. Анафилактичен шок може заради реакција на некоја храна, каснување од инсект, некој нетолеранција на латекс или некои хемикалии. Може исто да има крвен притисок низок во бременост, кој што исто треба да се следи, меѓутоа не бара третман. Овие 4 состојби кои бараат
итен третман, значи соодветно на сепсата, односно на анафилактичниот шок и миокардниот инфаркт, мозочен удар може да даде низок крвен притисок. Сепак се состојби кои што се итни и мора да бидат препознаени и да пациентот заврши на болничко лекување. Билатитни мора да бидат препознаени. Постојат ли некои симптоми кои што можеби ќе наговестат дека има сериозно нарушување кога станува збор за нискиот крвен притисок? Може да се јави пореметување во видот темнење пред очите, слабост на мускулатурата, малаксалост, дури до синкопа и колапс, паѓање, како што кажа пациентка во предходно, значи од спојување на притисоците од низок крвен притисок и се дешавало да падне, односно да се повреди физички. Да се изгуби на некој начин, така, да, иако... Тоа се некои симптоми кои што би укажале на нискиот... Дека се работи за нешто посериозно во нашето тело. Исто и хипогликемијата може да доведе до низок крвен притисок. Така. Ќе вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден, повелете. Повелете во програма сте. Поздрав до водителката и докторот. Поздрав и до вас. Ме иницира на предходна гледачка или пациентка да кажам за надморската висина, крвниот притисок на повисока надморска висина или ниска. Јас, например, живеам на надморска висина од некаде 1400 метри и притисокот го регулирам така, нема многу висок крвен притисок, меѓутоа го регулирам само со 5 милиграми енап и околу 130 се движи со 80, сосема нормално. Меѓутоа имам прилика да по 2-3 месеци живеам во Германија, одам во едно место кај што е надморската висина некаде 150 метри надморска висина. Така. И веднаш, уште вториот деневе да кажам, кога ќе отидам веќе притисокот паѓа некаде на 100 со 60 или 100 со 50. Дали е во прашање премногу ниската надморска висина или е нешто друго? Само толку, ништо повеќе не би сакал да ве... Да, добро. Сепак не би можеле да ја обвиниме надморската висина за состојбата со притисок, апсолутно дека само таа е причина за вашиот низок или висок крвен притисок. Постојат луѓе на планетава Земја кои што живеат и на 4000 на 5000 метри надморска височина. Ако спроведеме некоја студија да видиме како се движи крвниот притисок кај нив и како заболуваат тие луѓе од висок, односно низок крвен притисок, би биле малку и попаметни. Немам податоци во овој момент, се извинувам. Затоа не би можел да ја обвинам само надморската висина. Сепак се работи и за влажност на воздух, за комплетни метеоролошки појави кои се јавуваат и секако реакцијата на вашиот организам на таа промена на средина. Така, поинаки климатски фактори исто така можат да влијат и на расположението и на притисокот, така си тоа. Ние сме добро расположени после вчерашниот ден. Така. Никако за тоа и супер дојде тимава после овие временски услови. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Поздрав до докторот и до вас. Поздрав и до вас. Да, вака јас имам висок крвен притисок. Пијам атанолол на сабајлец, имав тахикардија од многу години така пијам. И атанолол од 50 пијам, а поручек пијам лориста од 100 и плюс флуоромисид, бикам се вика, од 20 пијам. И преку ден вака добар ми е притисокот, мене спајме ми се качува. Како само што ќе заспијам и кој ќе спијам и нешто ме буди и кој ќе се разбудам, тогаш ми е 190, 180, 170. Поише висок да се качува, него малив, околу 90. И кој ќе станам вака да поседам постепено ми се смирува. И ако легнам па да заспиам, па ми се качува. Аз сум била, ехо сум направила и на срцето сега во Филип II бев. Да, верувам дека сте направиле испитувања. Тоа што ви се покачува, кажавме на почетокот. Вака, доктор Шумова, да ви докажам, имам многу болки во грбот и во рбетот и во главата, кога да немам доволна циркулација. Дали има нешто врска со тоа? Верувам дека сте ја провериле вашата циркулација каде што сте биле на преглед во установата.
Не сум проверила тоа циркулација, не знам кај треба што треба. Значи, ултразвук на срцето, доплер на каротидните артерии кои што го хранат мозокот, сигурно направиле, колеги. Молам? А на каротидите правев лани во август, добар ми е протокот на вратот. Да. Ако мислите на циркулацијата која што оди во кичмата, тоа се многу ситни крвни садови кои што тешко се проверуваат со овие методи. Има други методи кои што ги прикажуваат, меѓутоа не ви ги препорачувам моментално, затоа што сепак болката во грбот се лекува и се диагностицира од други специјалности и треба да се разматра, односно да се гледа од тие специјалности. А зошто ви се покачува во тек на ноќта притисокот? Тоа реков на почетокот, значи кога ќе влезе пациентот во нашата ординација, треба да го процениме психолошкиот аспект. Можеби во текот на ноќта ви се случуваат некои размислувања, соништа кои што сепак сме луѓе од крв и месо, реагираме на надворешни дразби. Тоа е нормалното функционирање на нашето битие. Така. Го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Ало? Добар ден, повелете. Да му слушате кај докторов? Одлично ве слушаме, вклучени сте веќе, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ве молам, јас имам низок крвен притисок, па ме интересира. Имам крвен притисок, низок ми е. Така. Значи, обично ми е обично до 135 со 45, а откуцот ми е 35 до 30 некогаш. Така. 135 ви е високиот крвен притисок? 45 ниски. Да. А нискиот ви е 45? Да. Некогаш 50, некогаш 40, а секој ден го мерам. А откуцаите ви се 30 до 35? Откуцаот ми е, еве сега баш само што го мерев, ми е 36. Ама тоа покажува на вашиот електронски апарат, правилно е отчукувањето на срцето на електронскиот апарат или неправилно? Па сега, видите, некогаш е 35, некогаш 32. Дали ви се случило да изгубите свест? Не. Значи функционирате најнормално? Да. Па сега ја да ви кажам, лекови пијам само кои лекарства? Атенонол навечер четврт од 100 четврт и друго да ви кажам право и лексилиум навечер кога ќе сум нервозен, тогаш си го пијам лексилиума. Друг лек, фала Богу, за притисок пијам само по потреба кога треба. Добро, атенололот, доколку е верно, односно вистините, ова со вашиот пулс 30 до 35, атенололот не ви го препорачувам, треба да се прекине, меѓутоа пак ќе кажам, не може да ординирам терапијата преку телевизија, тука сепак треба да одите да го видите вашиот матичен пред се лекар, па понатаму он ќе ве упати за доиследувања. Доколку е пулсот 30 на вистина до 35 на ваша возраст, треба да се направат дополнителни исследувања и понатамошен третман на таа состојба. Се започнува со прекин на таа бета-блокаторска терапија и доколку не се враќа има и други методи за корекција. Што вие го рековте на почетокот, убаво е поникогаш ако сакаме комплетно му веруваме на апаратот, неколку пати така матичниот доктор да го провериме за да видиме дали се веродостојни резултатите кои што ни ги дава и дали можеме комплетно му веруваме. Се сомневам во резултатите затоа што на 30 до 35 удари во минута пациентот не искусил никаков симптом, така да сепак би требало да оди да се провери тоа апарат. Така, веродостојноста на апаратот. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Појавува гледачка во врска со ова многу кога срцето многу ми чука кога легнам да спијам. Така. Ама и ми иди како да се плашам на сон. Само што ќе ме фати сонот, многу имам чукања, кај срцето може би има 150, не сум го мерил пулсот колку е, ама голема сила и кај гласа нешто ми доаѓа, како нешто да ми се врти и после срцето многу ми чука. Како ви почнува? Голема напнатост имам кај срцето. Денски не, само кога спијам, кога легнам на првите 2-3 сати, така. Денски
правилно е отчукувањето на срцето и споро, нормално? Многу силно чука, ама кога го гледам кај раката не сум мерил, да ти кажам, на тој момент не сум го мерил. Силно или брзо? Брзо. Брзо, значи околу 150, на што го имате измерено дека е околу 150? Сигурно чука, тогаш на тој момент. Како почнува тоа, господја? Дали почнува полека, значи работи срцето и наеднаш, да почнува да работи или полека убрзува? Види, кога легам да спијам, ништо не осеќам. Добро. Само што ми доаѓа сонот, малку ми доаѓа како да се плашам од нешто. И тогаш кога се разбудувам, тоа ме стега срцето и многу напрзо чука. Така ми доаѓа. Добро. Пијам на клофен многу ретко. Добро. Имам реуми и многу и ретко некогаш хелекс пијам, зbog тоа да не нешто намерно. Добро, значи тие што се антидепресиви можат да малку да делуваат на срцевиот ритам, меѓутоа ви препорачувам исто до иследување да се стави барем еден 24 часовен EKG холтер мониторинг, односно електроди кои се прилепени на вашата кожа и малечок апарат за регистрација, за снимање тие импулси на срцето. Тоа оди 24 часа и доколку каква било тахикардија или аритмија се појави после вашето легнување во текот на ноќта, тој апарат ќе ја регистрира и ние ќе ја видиме и ќе видиме дали има потреба нешто да се третира, дали е обична тахикардија која што е као резултат на страф или е некоја аритмија која што треба да се третира. Ви благодарам што се вклучивте, ќе го поздравиме следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Ало? Добар ден, повелата. Ало, добар ден. Повелата. Поздрав до вас и поздрав до вас. Поздрав и до вас. Имам едно прашање. Так, повелата. Пациентка сум на возраст од 68 година. Имам крвен притисак накаде, да речем, 30-40 години. Прво се го лечев со послаба терапија, меѓутоа сега моментално сега примам на Сабајле Лориста Х од 100, Бипресо, аспирин. Бипресо колку? 2,5. Добро, аспирин. Аспирин од 100 и по потреба Вазофлекс. Добро. Тоа е терапијата на Сабајле. Навечер терапијата е Лориста 100, обична. Добро. Корбидин Хикс Л од 40 и пак Вазофлекс. Сега притисакот ми е 140-190, 140-180, 135-185. Ме интересира, дали може да се постигне со оваа терапија, дали може да се постигне притисак 120-180? Добро, ќе разговарам. Кои се сега најновите мерни единици? Мислам, доколку земате дека со терапија е притисакот, например, 190... Зависно од вашата состојба, господја. Дали сте диабетичар ви? Не. Немам ни масноти, немам ни... Не. Целните вредности зависат од вашите коморбидитети, ризик фактори, дали има коронарна болест, возраста. Сепак не би инсистирале кај некој пациент кој што е над 80 години има одредени целни вредности кои што се за горниот, односно систолниот крвен притисок помеѓу 140 и 150 за систола, а нискиот крвен притисок секако би требало да биде околу под 90 мм живин столб. Кај диабетичари тие бројки се пониски и малку повеќе инсистираме на тие бројки. Идеално би било да биде 120 со 80, меѓутоа различни школи, различни бројки земаат во обзир и целната вредност сепак би требало да тежне на под 140 со 90, значи бројки кои што тежат на кај 120 со 80. Идеално би било, ви реков, 120 со 80 да биде. Така. Добар ден и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелата. Голем поздрав до емисијата, до докторот и до водителка. Благодариме. Јас сум гледачка од Скопје, јас сум на возраст од 49 години. Така. Веќе 8 години сум со висок притисок.
На почетокот примав ЕНАП со диазепам, меѓутоа брзо се покажа дека не делува. Потоа терапијата ми е сменета бипресо од 2,5 мг и хелекс од 0,25. Овие лекарства ги примам еднаш дневно. Од кога почнав, веднаш се покажа подобрување, се снижи притисокот. Извинете, не кажав дека притисокот ми се движеше од 160 со 110, а од куцаите на срцето ми беа дури до 145. Од кога ја примам бипресото и хелексот, се нормализира и во главно се уште ја пијам таа истата терапија еднаш дневно. Меѓутоа, прашањето ми е дали од терапијата нозете ми се постојано ладни. Ладни може, да. Дали може би терапијата го предизвикува ова? Инаку и рацете, и мислам дланките и стапалата, во главно ми се и зими и лете ладни, меѓутоа се случува сега и во летниот период да ми се навистина ладни стапалата на нозите. Да, дали пушите цигари? Да. Да. Пушам 10-12 цигари во денот, да. Кај женски пол може да се јавува тоа ладни раце, пореактивни крвни садови се. Тие може да се работи дури и за Рейнов синдром, кој што доведува до вазоконстрикција, грчење на тие артериски крвни садови. Треба да се избегнува ладна вода, перење на садови во ладна вода. Бета-блокаторот ви го средил вашиот крвен притисок. Колегата кој што ви го препорачал ви додал и некој благ седатив. Сепак ќе кажам, најбитна е првата проценка на пациентот, да може да се работи за по-осетлива, по-емотивна особа и да делува бета-блокаторот во комбинација со седативот да се смири вашиот и пулс и притисок. Меѓутоа, тоа што се јавуваат ладни нозе и раце, бета-блокаторот може да пројавува као нус ефект на ладни нозе. Сепак ви препорачувам да се направи еден доплер, исследување на периферната циркулација на артериите на нозете, да чисто да се исклучи дали се работи за некоја болест на стеснување на артериските крвни садови и на долните екстремитети, односно на нозете. Доколку е само реактивност, вазоактивна компонента, препораката е избегнување на пушење и контакт со иританси, ладна вода и нешто што ќе предизвикува тие симптоми. Так. Ќе вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до доктору. Сакам да кажам дека јас сум со диагноза миестенија гравис и 5 години веќе ко сум оперирана. После операцијата покачен ми е крвниот притисок, имам сменето многу терапии. Моментално пијам лористо од 50 мг сабали вечер и флуросемид. Ама притисокот ми е горни од 200 до 220 доваѓа. Значи, ако може доктор да ми каже некоја посоодветна терапија што може да се регулира притисокот. Рековме, значи, препорака за терапија преку медиум не е најсреќна варијанта и не би се осудувал. Сепак би требало да се консултирате со лекар во живо, да ја види каква е вашата состојба, докаде е развиеноста на вашата основна болест миастенија гравис, доколку е недоволна оваа терапија. Рековме, има 7-8 типови на лекови кои што би можеле да се вклучат во или да се додадат на вашата терапија за да вашиот крвен притисок соодветно се изрегулира. Секако централни антихипертензиви, односно кои не делуваат на периферните мазни мускули, би биле можеби посреќна варијанта, меѓутоа треба да се види пациентот во живост. Поубав, подетален преглед, како што рековте, вака телефонски, за да менувате терапија не е сосема соодветна така. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за емисијата, поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Докторот. Так, ве слушаме. Вака, претежно притисокот ми е 110-170. Така. Претежно толку не. Иначе некој пат, ако се измерам, доваѓа до 160, бидејќи ви е покачен 130 со 80.
На лекар никад не сум бил, не устеќа некои проблеми, а пулсот ми се движи од 45 до 60. На старост сум 50 години. Дали има потреба? Дали спортувате нешто, господине? Дали спортувате? Не спортувам, мислам, укално движим се ставно, од 50 години сум. Физичка ви предпоставувам работата? Да, али не тешко физичка. Уебење имам. Дали чувствувате некакви симптоми или само овие податоци кои ми ги дававте се бројки кои што сте ги измериле без никакви симптоми? Некој пат чувствувам како вртоглави. Добро, рековме, значи тој нискиот крвен притисок може да доведе до чувство на вртоглавица. Лесно се коригира, овие бројки кои ни ги кажа господинот не се некои кои се што се страшни. Варира и од времето, значи летен период сепак повеќе се потиме мора да внимаваме на внесот на течности. Продолжително така течности да се нешто што секогаш треба да ги конзумираме во оние препорачани дози, како беше во лето повеќе од 2 литра е сосема препорачливо така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Поздрав до докторот и до вас. Поздрав, секако и до вас. Видете, јас имам притисок ми е негде ка 130 со 80. Пијам Енап и Росвера. Еднаш на ден пијам. И сега видите што кога ќе се наведнам некако као да ми се стемнуе пред очи. Кога ќе се исправите или само кога ќе се наведнете? Кога ќе се наведнам така. Да. Добро, тоа го дискутиравме на почеток на емисија, дека и гравитацијата делува на крвта без разлика на положбата на нашето тело и ефектите на крвта можат да се различни. Сепак кога се наведнувате, немаме толку доволно контролни механизми на крвните садови да може да се стеснат, сепак се тие во главата, кога ќе се наведниме, не може да се стеснат крвните садови во главата, како што се стеснуваат на нозете за да го држат притисокот горе. И оди поголем наплив на крв во главата, кој што може да доведе до состојба на заматување и вртоглавица. Тоа е познато кај професионалните пилоти на борбени авиони, носат специјални одела кои што ги стискаат од надвор на нозете и на рацете, како го вртат авионот, значи под гравитација крвта бега по центрифугалната сила и овие одела ја задржуваат да го одржат притисокот да не би се онесвестил пилотот, затоа што сепак нашиве тела се по кревки во однос на машините кои што ние можеме да ги создадеме. Така. Добар ден и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелата. Добар ден, поздрав од Германија. Поздрав и до вас. Едно питање до докторот. Така. После 12 ноќе, ритмот ми е нешто ненормално на срцето. Па што би можело да биде тоа? И докторот ми даде аспирин, па Димитрин, па уште по-лошо беше, верапамил пијам, но тие други сте, може не. Сега да ми кажете што е тоа? Ритмот, дали може да се што може да се смира? Не ве разбрав, господине, ритмот ви е брз, спор, како ви е? После 12 ноќе. Добро. Кога пием после 20 или 2, он почна да рипе повеш, појако. Колку земате верапамил? Колку милиграми? Верапамил, добро, тоа е сабајле вечер го пием, ама доктор ми даде и аспирин плюс и Димитрин по еден на вечер и сабајле половина. Сега би го прекина аспиринот, Димитрин пием по половина и нешто па исто. И тоа што треба, што може да се каже од тоа. Толку. Добро. Така, ви благодарам многу. Сепак немате конкретна информација колку верапамил прима. Не успеавме да разбереме дали се работи за брз срцев ритам или за спор срцев ритам. Предпоставам дека се работи за брз, пошто пациентот
зема верапамил, кој што е калциум антагонист, кој што делува на ритамот. Доколку не се смирува ритамот, треба да се направи најобичен електрокардиограм, да се види дали тоа се работи за аритмија или само за забрзување на срцето, кој што може да се третира соодветно. Некогаш тие аритми и тахикардии не можат да се смират ни со неколку видови на лекарства заедно, можат да се третираат со, ако е обична атриална фибрилација со кардиоверзија, со соодветна припрема, односно контролиран електрошок, или доколку не може да се контролира ни така, се прави интервенција на прекинување на јазолот, на конекцијата меѓу предкоморите и коморите, и се може да се вгради и песмекер, и овие се све исклучоци од правилото. Така. Ќе вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до докторот. Поздрав и до вас. Так. При носење на холтер констатирана е состојба во 2 наврати, дроп 5 беат. Молам, уште еднаш повторете, ќе молам. При носење на холтер, добро, дроп 5 беат. Состојба во 2 наврати. Не можам да... Ние ве разбираме состојбата, ќе може ли само или ако го имате наводот пред вас да прочитате поубаво за да ве разбираме? Дроп 5 беат. Drop 5 beats, добро. Да. Така. Добро. За каква состојба се работи? Предпоставувам, значи не можам да ве разбериме комплетно, најверојатно се работи за некои регистрирани прескокнувања. Ако се поединечни на холтерот, не би требало да значат ништо. Значи, сепак, лекарот кој што го индицирал холтерот, накрај тој резултат, сепак као лекари, ординираме одредени испитувања и тие испитувања сакаме да ни се вратат во раце и да ги толкуваме заедно со пациентот. Вака, можам да ви кажам само тоа што ве разбрав, дека најверојатно се работи за некои прескокнувања на срцето. Какви се и што се, мора да се види електрокардиографскиот запис на вашиот холтер. Така. Ќе го поздравиме следниот гледач кој го имаме на линија. Кажав дека наистина имаме актуелна тема. Добар ден, повелете. Јас пред малце се јавив, али не се доразбрав нешто докторот. Така. Кажав дека пијам терапија на Сабајле Лориста од 100, Бипресо од 2,5 и аспирино. Така. И во случај Вазофлексо. Навечер пијам Лориста од 100, Кордипин Хикс Ел од 40 и пак по потреба ова Лориста, ова Вазофлексо. Вазофлексо. Добро. Притисакот ми е 140 со 90. Добро. Дали треба да придам нешто на оваа терапија или да ја терам оваа терапија? Кој ве води, кардиолог или интерниста или матичен лекар, кој ви ја има препишена оваа терапија? Кардиолог. Сепак рековме, значи во консултација со кардиологот целните вредности треба да се под 140 со 90. Јас мислам дека ви одговорив на прашањето, не сме се разбрали очигледно. Целните вредности треба да одат под 140 со 90. Идеално би било кога би стигнале до 120 со 80. Се уште има можност да се додаде на оваа терапија уште некој лек. Меѓутоа со вашиот кардиолог ќе се договорите што да додадете на вашите лекарства досега. Така. Ќе го поздравиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, ние одлично ве слушаме, повелете. Поздрав до вас, поздрав до докторот. Сакам да го прашам на питање. Сабајле кој ќе станам рано, многу ми е страх. Ме тера на лоши мисли и последно се ми лупа брзо и после ме фаќа нервоза. И ако ми дарим инекција, нема да ми помине. А го пием ролано го пием, тоа ми смирува. Утре за пак исто, а силниот притисок ми е 150-110. А со ролано, кој лек треба да се пие? Не разбрав последното. Како рековте? Дали ќе може да ја повторите последната реченица? Со
лекот Лоран, кој лек треба да се пие со него? Кој лек би бил соодветен со... Да, Лоранот сепак е надвор од мојата специјалност. Меѓутоа, како што кажавме, се покачува притисокот на утро и заради психолошките мисли на господјата. Сепак страв или непријатно чувство или грижи кои што не оптеретуваат сите нас секојдневно, различни луѓе, различни пациенти ги доживуваме различно и различно го канализираме тој страв. Сепак постојат специјалности за ова состојба, кои што би требало да ја кажам на господјата кои лекарства да ги зема. При такви стравови доаѓа до одредено покачување на адреналинот и е логично да се покачи крвниот притисок. Се зголемува контрактилноста и брзината на работата на срцето, со тоа и крвниот притисок секако е производ од пумпната снага и васкуларниот отпор, рековме на почетокот на емисијата. Так. Бидејќи временски сме лимитирани, веќе сме при крај на емисијата. Имаме гледачна линија, претпоставувам дека двете линии се блокирани, ќе ги вклучиме, само што имаме простор да вклучиме уште двајца гледачи, па никако да закружиме гостувањето така. Останавме должни за уште еден. За една цела тема како што е хипертензијата, бидејќи ја споменавме хипотензијата, оставивме простор секако на гледачите денеска кои ги имаше во голем број кои сака да направат една консултација со вас. Соодветно правилно сте одбрали. По вистинско време е темата, така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден, повелате. И на вас, убав ден, поздрав за доктор, поздрав за вас. Би сакала докторот една консултација. Од 2001 година пијам атенолол, енелаприл и лексидиум и аспирин. 2 пати во неделата земам. Имам прескокнување на срцето, притисокот варира горе-доле и ми се снимува пулс. И на промена на времето, еве вчера, на промена на времето, толку лошо, толку, мислам, прескокнувања имав, потење, не знам доколе што уште да уште. Така. Добро, значи... Алудирате, предпоставам, дали терапијата е соодветна согласно сите овие работи кои што ги кажавте? Да. Од 2001 година, долг временски период ја применувате? Да. Околу изборот на атенололот, кој е малку постар лек, меѓутоа соодветен, се уште го користат дури и во Соединетите Американски држави, треба да се види дали тие прескокнувања ги сузбива, односно ги намалува или може да ги фаворизира, сепак да ги предизвикува. Значи, сите антиаритмични лекови, доколку не се соодветно дозирани, можат да имаат или правилно индицирани, можат да имаат и проаритмично дејство. Дали е тоа во причината за оваа состојба се лекарствата кои што ги земат долг период или е временската прилика која што беше вчерашниот ден, сепак навистина многу мина се жалеа, така на вчерашниот ден. Беше низок воздушниот крвен притисок. Па ни денеска не е ништо помалку. Да. Так. Не би можел моментално да ви кажам, сепак треба да се види со... Да се направи едно подително испитување со вашиот кардиолог. Так. Ќе вклучиме последниот гледач за денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Сакам да ве прашам, притисок ми беше скоро 27 години, 200-210, ама секој пат со лекарства го намалував, меѓутоа сега задните години имам голема болка во глата. Над челото, горе, по 3 дена и по 3 ночи не можам да спијам од болката. Па сакав да прашам доктору што може да е, мислам, снимав 2 пати, снимав на компјутер и никој пат не ми дадоа соодветна терапија, нешто да се изгуби та болката во глата. Ама тоа е, например, 1 пат месечно или во 2 месеци.
Нешто како мигранозни главоболки ги чувствувате или? Дали ве боли едната половина од главата или... Да. Над левото око, дури и окото ме боли, и убото лево. Значи само левата половина од главата? Само левата половина ме боли. Личен на мигренозни болки. Би требало, господја, да се консултирате покрај терапијата што ја земате за крвниот притисок, која треба да ја продолжите. Треба да се консултирате и со невролог, кој би одредил соодветна терапија за овие тегоби, односно болки кои личат на мигренозни болки, меѓутоа за поставување на диагноза соодветна стручност или специјалност е неврологија. На магнет или компјутер на глава може да нема морфолошки промени, односно да нема нешто што се гледа на тие испитувања, меѓутоа функционално вие ги чувствувате симптомите и сепак има некои лекарства кои што неврологот може да ги препише, кои барем би ги ублажиле овие главоболки или ја разредчиле честотата на појавување на истите. Ви благодарам многу што се јавивте и ќе им заблагодарам на сите гледачи кои што ги вклучевме, затоа што тука ќе ги прекинеме телефонските јавувања. Иако има уште многу прашања кои што останаа неодговорени, скоро една цела тема, би рекла. На крајот само ќе поставам едно прашање, најдов на едно вкупен тотален кардиоваскуларен ризик. Би сакала тоа да го искоментирам. Да, значи пробавме на почетокот да го искоментираме. Сепак препораките кои што се излезени европските од 2013 година со соодветните корекции кои ги имаат направено, инсистираат да го одредуваме вкупниот кардиоваскуларен ризик и во однос на тоа на одредувањето на вкупниот кардиоваскуларен ризик да се одреди терапијата која што би ја примал пациентот. Главен сегмент на тој вкупен кардиоваскуларен ризик е крвниот притисок кој е во компарација, во споредба со соодветните ризик фактори, обезност, шеќер, оштетување на целни органи, бубрези, диабетес, и зависно поделено е таму на низок, среден, висок и многу висок ризик. Препораките се доколку пациентите влегуваат во висок и многу висок ризик веднаш да се отпочне со терапија, со пациентите со среден ризик треба да се евалуираат, дали да се видат дали имаат одредени коморбидитети и би било оправдано да се отпочне со терапија, а кај другите би било добро сепак на почеток да се направи, тоа не го споменавме, сигурно го имаше некаде во прашањава, да се направи промена во животниот стил, намалување на килограмите на телесна тежина, умерена физичка активност која би се движела 5 до 7 дена по 30. Ова на некој начин се моето следно прашање препораките кои што ги Да, препораките се тие намалување на внес на сол, пак различни школи, различно 5 до 6 грама вкупен внес на сол во исхраната. Солта, обичната готварската сол во која што има натриум, натриумот всушност го подигнува крвниот притисок и изголемување на внесот исто така и на калиум секако кај пациенти кои што имаат здрави бубрези и здраво срце. Нешто може би изоставивме. Сакам уште нешто да искоментираме во однос на притисокот, претежно или хипертензијата, високиот крвен притисок за време на бременоста. Особено и во овие топли денови, една чиста препорака од вас е за кај бременоста може да се три состојби, значи притисок кој што жената го имала во претходниот период и продолжила со крвниот притисок во текот на бременоста, ново пројавен крвен притисок кој што е само као крвен притисок во период на бременоста? На бременоста или као прееклампсија, каде што е состојба која што треба да се доиследува, да се види дали има протеини во мокрачата, дали тој крвен притисок да скока многу високо, би можел да влезе во една животно загрозувачка состојба која што е еклампсија. Има неколку лекарства кои се дозволени, прво се метилдопа, лабеталолот, не сум сигурен дека го имаме во Македонија, може го има во ампуларна форма, го имаме во ампуларна форма. И нифедипинот као лекарства.
се дозволени во тек на бременоста, тоа е сепак ограничувањето на лекарите. Треба да се избегнуваат АЦ инхибиторите, поготово во првиот триместар на бремеността и си пишува на лекарствата, меѓутоа не секој сака да го прочита тоа, заради нивните тератогени ефекти на врз плодот. И како да кажам, значи сепак сме ограничени во кога жената е во блажена состојба. И треба посебна внимателност, треба посебна внимателност, почести контроли. И уште само нешто, апропо временските услови, на чиста ваша препорака, што да правиме кога станува збор за вакви променливи температури, кои што секако влијаат врз крвниот притисок кај луѓето. Голем дел од телефонските јавувања секако беа наменети токму, значи беа препишани во промената. Повеќе лекари кажуваат, значи соодветна облека на временските услови, доволно течност и внесување, не изложување на сонце, задолжително. Да, физичката активност која што би била редовна, не сите може да ја применуваат и тоа. Како велат обично вашите колеги, за здраво срце, тогаш здраво пешачење 30 минути секој ден. Попладните, особено кога се топли деновите, убаво би било. Ви благодарам многу што денеска бевте гостен во Алфа Ординација. Има уште многу работи кои што ни ги скоментиравме во денешната емисија. Кога би продолжила, знам дека би имало и повеќе телефонски јавувања, исто така многу прашања кои што би ги одговориле во текот на емисијата. И таа една отворена можност, простор за следно гостување. Ви благодарам за поканата, се надевам ќе направиме некоја друга емисија, не мора само на тема на крвниот притисок, ќе начнеме и некои други теми од кардиологијата. Ви благодарам уште еднаш така. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што денеска бевте со Алфа Ординација. Ќе ви посакам да имате убав и пријатен ден и нека вашето позитивно расположение прекоси на временските услови. На тој начин можеби ќе се помогнете себе си сугестивно и ќе му помогнете на вашиот крвен притисок. Ви благодарам многу што денеска бевте со нас. Останете понатаму со програмата на ТВ Алфа.